Оваа тема со Бугарија и со предлог резолуцијата сигурно ќе се врати по изборите повторно како тема, најави Мицкоски дека и ова не ќе е предложат прашање. нивна. Гоце се извинувам, ова не е прашање за Бугарија. Ова е прашање за нас. Ова е прашање за нас. Добро, Внатре околу тука во уставните Македонија. измени, евроинтеграциите, сака да целиот комплекс ова е наш интерес. на таа тема. Ова е наш интерес. Да, сега на во нашите луѓе локалните тука. избори. Така и ја отворивме оваа тема, зашто воопшто се појави во оваа кампања за локалните избори. Вие во едно од претходните интервјуа рековте дека за вас успех на овие избори ќе биде ако освоите еден глас повеќе во однос на резултатот што ги имавте лани на парламентарните избори. Тоа би било 152.746 гласови. Останувате на ова? Ние се бориме за секој еден глас, направивме една стратегија што мислам дека е добра. Каков ќе биде резултатот, не знам, ќе кажат граѓаните на 19 октомври. Дали тоа би било успех? Секако Да има еден глас повеќе? Секако дека е успех. Меѓутоа борбата за секој еден глас. Да ја вратиме до вербата на разочарените наши членови, гласачи, кои што мора да тука потенцирам. Сепак и мислам дека е битно, не беа свесни за што гласаат. Кога го поддржава мора да помане. И се враќаме на претходно што го кажав, имајќи предвид целата лажна кампања, но го оставам тоа на страна. Така да ние на избори се фокусиравме да имаме добри луѓе, добри кандидати, кредибилни, да имаат легитимитет, да излезат пред граѓаните, да знаат граѓаните дека овие луѓе може да ги остварат, да ги реализираат на своите програми, луѓе кои што се познати, признати во своите средини, се препознатливи, луѓе кои што оставиле некаков белег, менаџирале некој систем, оставиле резултат за себе, затоа што сепак се и локални избори. Ние зборуваме и за централни теми во контекст на довербата и кредибилноста. Така ги фали своите представници, треба граѓаните да ги пофалат. Сега прашањето е колку сте ви оптимисти, колку е тој резултат. Јас не би преюдицирал, меѓутоа ги максимализираме капацитетите, даваме се од себе и се бориме за секој еден глас. Зашто се создава една атмосфера, значи преку тие анкети што ги лиферува МРТВ, Мицковски во јавните говори, значи тоа како да е готова, завршена работа, дека ВМРО Сеглечи победи, дека вие Сеглечи изгубите. 3:1 било, 4:1 било. Како вие верувате на овие истражувања? Правите ли некои своји? Многу пати до сега се покажало дека таквите анкети се лажни. И нашите истражувања кажуваат дека конкретно тие навистина не се вистините. Реалноста е дека оваа влада ја губи довербата. Огромен пат на гласови. Мислам дека ќе се случи. Мислам дека ќе бидат страшно изненадени, освен ако не се свесни што се случува, па тие свесно ги пуштаат тие лажни резултати. Едноставно огромно е незадоволството од работата на владата по буквално сите сектори, од страна буквално сите категории на граѓани. Од работници, пензионери, земјоделци, наставници, лекари. Апсолутно е големо разочарување. Прашањето дека владата ќе ви помогне и да падне нивниот број на гласови, прашањето е дали ќе биде доволно за да победат вашите кандидати. И затоа нашиот пристап е добри кандидати, пристап до секој, отворени, транспарентни, инклузивни, ги слушаме граѓаните, спремни сме да ги прифатиме нивните сугестии, тоа го правев јас изминатите година и пол практично, како сум претседател на партијата и мислам дека граѓаните ќе го препознаат тоа. Во контекст на очекувањата, јас сум човек кој што не би имал некакви добри и лоши било какви очекувања. Максимализирам што се однесува до перформансот, работата на терен, контактите со луѓе, па граѓаните нека си го. Ајде се обидам уште една друга перспектива. В 2021 имавте 16 градоначалници, скоро 400 советници. Дали овој резултат достижен сега да имате толку градоначалници и советници? Добро, гледайте, повторно ќе кажам, интензивно работиме да бројот се надмине. Не само во тие 16-17 општини, на секаде низ државата. Затоа што со факти и аргументи кажуваме каде и како се реализирани програмите. Имате ли негде пипливо во која општина имате големи шанси да... Еве да ви кажам. Близу 90 до 100% се реализирани програмите на нашите градоначалници, на СДСМ. Ниту 10-20% не се реализирани програмите на Струмица, Дојран, ги променивте. Добро, меѓутоа, добро, гледате, тоа е демократски внатрешпартиски процес. Никаква реализација на програмите на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Вие сте од Прилеп. Што се случува во Прилеп изминатите 4 години? Ништо. Ништо. Гласачите не. Но добро, сакам да кажам. Значи, имаме аргументи со кои што излегуваме, кажуваме, критиката е издржана, па граѓаните, гласачите, нека одлучат за кого ќе гласат. Добро.
од овие 16 општини секако најбитни се Струмица и Центар, како најголеми, сите се битни, но најголеми во тој аспект. Ќе успеете ли нив да ги задржите? Можете ли тоа барем да го потврдите или да го гарантирате? Добро, јас се надевам. И механизам за гаранција или потврда, тоа никој не може да каже поради тоа што анкетите не се вистинско мерило на расположението на граѓаните. Огромен број на луѓе не сакаа да кажат, не се спремни, не сакаат да споделат и така натаму. Така да тоа анкетите ги оставам на страна, затоа фокус ставам на односот со луѓето, работата, перформансот и исполнувањето на програмите и ветувањата наши согласно тоа што во општините кои што сега ги менаџира ВМРО-ДПМН не се случило. Не прашувам зашто овие места важат за бастиони на СДСМ, доколку и таму изгубите, тоа ќе значи сериозен сигнал дека партијата е во криза. Струмица 20 кусур години е СДСМ Центар долго време. Такво беше и Куманово, додека не се разидовте со Максим Димитриевски, сега таму кандидирате секретарот Мартин Костовски. Какви се шансите да го повратите Куманово? И во Центар имате исто од другата страна кандидатот Знам, поддржан од ВМРО-ДПМН. Видовме деновиве по вашите оценки и прозивки на Знам ве повика Максим Димитриевски на јавен дуел. Па добро, вчера одговорив на тој повик, така да тоа е затворена тема. Сметам дека таа поделба што се случи во партијата е поделба која што луѓето, за која што луѓето, кој што тоа му се придружија на Максим Димитриевски и на неговиот тим од 20-тројца луѓе кои што се сместија у власта и се практично подизведувачи на ВМРО-ДПМН за сите проекти со кои што се уништува државата и луѓето сватија. Они веруваа дека е тоа некаков сигнал дека нешто може да биде подобро, но сватија дека треба да се вратат во СДСМ огромен број на гласачи на Знам кои што кажуваат дека гласале за Знам. Кажува дека дури гласале полесно ќе биде за Центар и Куманово, дури гласале и за ВМРО-ДПМН. И ја гледаат промената у партијата, ја гледаат некапацитетноста на владата, не го поддржуваат, напротив го осудуваат предавството и сметам дека во тој дел СДСМ има консолидација. Ако може да се смета еден од главните репери за тоа кој е победник на локалните избори, тоа е секако кој ќе победи во град Скопје и тука огромни шанси му се даваат на Орци Георгиевски. Како стојат шансите на Каја Шукова? Може ли да го предизвика на некаков начин? Се споменува дека дури може и да не влезе у втор круг, да Амар Мициновиќ да влезе. Какви се вашите проценки? Гледайте, прво треба луѓето да знаат за кого гласат врз основа тоа што е сработено. Што направил кандидатот на ВМРО-ДПМН за општина Кисела Вода, у која што ја водел? Ништо. Ниту асфалтирани улици, ниту чиста општината, ниту ветените паркови, ама буквално ништо. И сега претендира да биде градоначалник на Скопје. Ние видовме историјата како е претходно кога некој ќе сака да го контролира својот кандидат и да го контролира функционирањето на таа институција, а тоа се случи со поддршката која што Христијан Мицкоски ја даде на Данела Арсовска, па се скара и се блокираше градот. Еве сега Орци Георгиевски кажува за премиерот дека он му бил бог или како коментираш. И сега кога имаш таква релација во која што некој некому треба да служи, тоа значи дека тој човек што ја води таа институција, конкретно градоначалник на град Скопје, може утре да потврли поради тоа што повторно ќе се скараат исто како што се случи со помеѓу Христијан и Данела. Ете, тоа е концептот. И затоа на нашите кандидати јасно и гласно кажувам дека ќе служат и ќе работат за граѓаните, не за мене. Ниту имам намера некој да контролирам во спроведувањето на работите, ниту имам намера на некој да му кажувам што точно треба да прави, со тоа што и јасно го кажав тоа, преземам одговорноста јас лично за сечија честна работа. И дека еден престап во дело јас лично ќе го санкционирам. На тоа ниво, на локално ниво, мора да знаат граѓаните дека ќе биде максимално транспарентна работата со нула корупција. И тоа кажувам јасно и гласно за сите. А вакви така наречени мини тимови дуети од двајца луѓе, претходно Мицкоски со Арсовска, сега Мицкоски со Орце Георгиевски, еве гледаме како
заврши град Значи, Скопје после овие 4 можеме да години. заклучиме, вие верувате во шанси на Каја Шукова за Скопје? Па јас верувам дека граѓаните ќе го препознаат тоа. Ќе го препознаат лошиот начин на менаџирање со кадрите и со институциите на ВМРО-ДПМН. Не ми одговоривте за Левица. Генерално, што мислите за нивната позиција на овие избори? Тие се оптимисти со тенденција да станат главна опозицијска партија на овие избори? Добро, сметам дека немаат. Ја пратам нивната кампања, мислам дека понудата е никаква, практично. Мислам дека нема нешто суштински. Тие шпекулираат, манипулираат, се расфрлаат со некој антиестаблишмент пораки, меѓутоа ништо суштински во делот на менаџирање на државата. На крајот на краишта, за да се менаџира некој систем, треба да се има некој бекграунд. Еве, каков бекграунд имаат тие представници. На крајот на краиштата, какво искуство видовме, имаше примерот Мицковски со некакво менаџирање претходно во животот. Ништо не менаџирал. И он затоа сега не може да се снајде. И затоа заглавена држава. Кога сме кај Левица и Мицковски, тој во оваа кампања ве обвинува дека сте во некаква неформална коалиција со Левица, со ДУИ. Од другата страна се вреди ВМРО-ДПМН и знам. Како аргумент за ова го користи тоа што вие немате своји кандидати во доминантно албанските општини, а Левица има, ама толкувањето е дека тие се кандидираат само за да му дадат, да му фрлат гума за спасување на кандидатите на ДУИ, а предпоставуваат дека вашите симпатизери членови онака ќе гласаат за тие кандидати на ДУИ. Како гледате на овие тези? Не, нема никаква тенденција да се гласа за кандидат поради тоа што е представник на било која една партија, а ние немаме кандидат за градоначалник. За што немаме кандидат за градоначалник, за да се максимизираат капацитетите и човечки, и партиски во делот на функционирањето, спроведувањето на ВМРО-ДПМН од истите причини, но тие јасно кажуваат гласете за кандидатите на вреди. Нашите кандидати, целокупната структура на партиските организации гласа да се промовира нашата програма, која што е многу битна, која што направи многу прецизно врз основа на вистинските потреби на општината. А како ќе биде во однос на вториот круг, ќе видиме, ќе процениме какви коалиции ќе правиме. Нема никаква соработка, ниту со ДУИ, ниту пак со Левица. Немало ниту обиди за соработка. Автентична социјалдемократска политика, автентичен тим на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со коалицијските наши партнери. Зошто воопшто не комуницирате со Али Ахмети? Не сакате воопшто да ве спојуваат со таа партија, веќе да ве доведуваат во корелација? Не гледате во нив потенцијален партнер за веднина? Зошто велам Мицковски не се срами да каже дека треба да се гласа за тие кандидати на вреди? Добро, ние имавме искуство од коалицирањето со ДУИ така како што имавме, се одрази на изборите така како што се одрази, беше став кој што го донесовме после опсежни дискусии дека од таа коалиција се што треба да научиме е да направиме е да ги научиме лекциите и тие да ги имплементираме во натамошното работење и ние тоа го направивме. Значи цело да се дистанцирате од нив. Па гледате, сега немаме никаква апсолутно соработка ниту комуникација. Добро, ти знаете, сега луѓето што се ваши членови симпатизери, претпоставувам, чекаат некако ваш став, некаква насока да знаат како да се понашаат на овие избори. Еве, доколку вие сте жител на Чаир, за кого би гласале? За Изет Меджити или за Бујар Османи? Добро. Или за тој на Левица? Добро, значи сепак партиските членови работат на тоа да ја промовираат нашата програма. И тука е битно да граѓаните знаат дека таа програма е направена врз основа на вистинските потреби на луѓето кои што живеат во таа општина. И тоа треба да го препознаат, како и квалитетот на кадрите кои што се предложени на советничките листи. И во тој контекст да биде и да се бара поддршката на граѓаните, и тоа се прави. И тоа се прави прилично успешно. Огромен број на контакти, многу состаноци во буквално сите. Че може да гласат за советнички листи, не мора да гласат за градоначалници. Па ќе видиме после за вториот круг. Добро. Овие избори, ДУИ и таа коалиција предводена од Ахмети ги представува како референдум за албанците во Македонија. Верува дека на таков начин ќе го натераат Мицковски да распише предвремени избори. Вие споменавте дека тој денови ве остави некаква можност тоа да се случи од некакви други причини, иако претходно категорично ја отфрлаше таа идеја. Како вие би се поставиле доколку тоа дојде на дневен ред, дали би поддржале предвремени парламентарни избори? Прво, ние сме спремни за било какви избори во било кој период, сега и во следниот на период. Прашање е зошто тоа го најавува премиерот. Сметам дека е свесен дека му паѓа поддршката и ова во контекст на оние
очекување лажни анкети што се шира дека е предноста 3-4 према 1, што сметам дека не е вистина. Он е свесен дека поддршката му паѓа, свесен е дека можеби со предвремени парламентарни избори тој пат не кој што веќе се случува на некој начин ќе го пресече. Инаку мислам дека ќе имаат страшен дебакал соочени со целосните неуспеси и некапацитетноста да спроведат било каква дали ќе бидат можност ако Дуи победи? Ете како што се надева дека Дуи ќе победи. Прво мислам дека ВМРО-ДПМН никогаш веќе нема да има волку пратеници. ВМРО-ДПМН никогаш повеќе нема да има 58 пратеници. Зошто? Поради тоа што со 58 пратеници, нивни, и со скоро 2/3 со нивните коалициони партнери не направија апсолутно ништо. Буквално ништо, ниту една политика за граѓаните, и тоа граѓаните го знаат. Така да ќе биде некоја стратегија за политички спас, тоа е моето лично видување, а ние сме секако спремни за избори било кога. А сега сами велите имаат 58 пратеници, тие од аспект на бројките немаат никаква потреба да организираат предвремени избори, но прашањето е колку Дуи ќе ги натера на тоа ако победи, дали ќе може да го издржи тој притисок власта, бидејќи велам Дуи ги представува избори како некаков референдум. Кога СДСМ би имал 58 пратеници сега и 2/3 во собранието, прво веднаш ќе почнеме преговорите, отворањето на кластерите, преговорите со Европска унија. Ќе изголемиме платите за 2 години колку што веќе помина на наставниците на 60.000 денари, ќе ги дуплираме на докторите, ќе зголемиме минималната плата на 600 евра, ќе ги исконтролираме цените во маркетите, ќе ги зголемиме субвенциите на земјоделците, а нема да им ги кратиме, и ќе воведеме правичен систем на сигурно зголемување на пензиите. И ќе направиме се да подобриме климата за живот во држава за младите луѓе да не заминуваат во толкав број како што заминуваат. Во Делчево 90 од 100 матуранти се запишале да студираат во Бугарија годинава. Ете тоа се прави кога се има мнозинство во парламентот, а не се измислуваат куфери, стикови и не знам што. Ете тоа го бараат граѓаните. Без разлика дали се македонци, албанци, турци, власи, роми, било што. Тоа е потребно, тоа влад не го прави. И сум сигурен дека граѓаните тоа го препознаваат. Битката во албанскиот блок ќе биде навистина жестока за секој глас, тоа се гледа уште сега. Е жестока битката, не само во албанскиот блок. Според ова што го гледаме на терен, според анкетите, таму ќе биде навистина жестока и ќе се борат за секој градоначелник, а ќе видиме како ќе биде во македонскиот блок, условно кажано македонскиот блок. Дека има тензии се види и во случајот во Куманово, кога имаше вооружен напад на носителот на листа на Дуи. Излезе дека нема врска тоа со политика, иако обвинителството уште вечер да кажа дека нема индиции дека мотивите се политички. Вие побрзавте да побарате оставка од Панче Тошковски како министер за внатрешни работи. Зошто не почекавте да се расчисти тој случај прво? Да почекаме што уште еден обид за убиство. Да се расчисти случајот, па да уште едно убиство почекаме. Или уште некоја сообраќајка со смртен исход, или уште некое запалено возило. Што да почекаме? Или уште некоја злоупотреба на Мислите министерот е одговорен? А кој е одговорен? Безбедноста е за 50%, само не ги објавуваат податоците. За 50% е зголемен криминалот во држава. Изминативе 2 години е веќе Панче Тошковски. Колку години е министер за внатрешни работи со се техничката на влада? И гледате што се случува каков хаос, каков хаос на постојано во секој случај за политичка одговорност. Имало и афери во МВР порано и со пасоши за криминалци светски, па никој не понел политичка одговорност. Сакам да речем сад, знаете, како се инсистира на тоа постојано, тој вели дека вам ви смета тоа што тој го работи, затоа толку инсистирате. Што е тоа што тој го работи? Што има 50% зголемен криминал е работа? Каква работа? Добро е дека ги расчистиле криминалните банди, се убиваја во Скопје. Критиката ќе се вратам на почетокот. Критиката треба да биде аргументирана. И барањето за одговорност треба да се аргументира. И јас се сложувам дека не треба да се прави политиканство на било која тема. Ама еве вие кажете ги темите. Се сеќавате на злоупотребата на границата со Косово. Кога дига рампи, кога поминува луѓе. Се сеќавате колку има, па знаете ли колку има само возила запалено изминатиот период во држава? Никој не е најден. Колку убиства и обиди за убиства има изминатиот период. Сега, што треба да се случи? Еве за Кочани не зборуваме. Еве не ја злоупотребуваме трагедијата за политички цели. И нема да ја злоупотребуваме. Еве не ја спомнуваме.
Добро, вие Не, го не. лоцирате проблемот Не. лично кај Тошковски, ако се А проблем еве за овие, Тошковски, друг че биде други окей. работи. Па гледате, ако немаш капацитет, постај нека води некој што знае како се води тој ресор. И која од оваа критика не е аргументирана? Една кажете ми. Имаше тој одговор таму подолг, сега да не го цитирам. Седно, вие имавте пресконференција деновиве на која обвинивте дека полициски началници се вклучени Да, ги во видовме на кампањата. слики, видовме на Имате ли фотографии. докази за тоа зашто и тоа го Како демантираше не, па Тошковски? ние ги има фотографии на нивните овие социјални мрежи и таму седат началниците на МВР, па ние Кои се таму тие? ги видовме. Каде се случува тоа? Тоа ми се чини во Ресен и во уште едно место беше. И ние ги објавивме тие работи, така да ние не критикуваме без причина или само така колку да се најдеме во јавност. Тоа е сериозно прекршување на законите. И се за тоа кој е одговорен? Добро, тој демантира дека има такви случаи. Не, има фотографии Ако на има кои што докази, јасно се треба гледа. да се презентираат на јавност. Добро, каква е генерално вашата оценка? Дали до крајот на кампањата ќе биде се во ред денот на гласањето? Дали има атмосфера за фери демократски избори на 19 Па јас очекувам да има фер демократски избори. Сметам дека луѓето се веќе мудри, знаат да проценат. Сметам дека нашата кампања е фер. Нема елементи на црна кампања, тоа го образложив на почетокот и сметам дека и тоа го потенцирав претходно, еве сега би го кажал повторно, дека представниците на сите медиуми се однесуваат како врни професионалци, непристрасно, професионално, навремено информирање, зашто е уште една шупатон честитки. Добро. Кажав на почетокот дека ова се први избори на СДСМ како опозиција да настапува од 2016 година. Овие си први избори со вам начело да настапи на едни избори. Вие пролетва добивте мандат 4 годишен од членството до 2029, имате мандат, така? Да. Дали исходот, резултатот на нови избори на некаков начин може да влијае на тоа дали би останале на лидерската позиција во партијата? Јас секако мандатот мој ќе го завршам. Без разлика каков ќе биде исход? А овој исход ќе биде лекција во тоа што треба и како треба да се менува, ако нешто треба да се амплифицира, да се намали, да се реконструира, да се било што, значи еден сериозен показател за менаџирањето на партијата до сега. Така да секој еден циклус, секој еден процес е научена лекција. Добро, значи немате зацртано цел која мора да ја остварите, а ако не се случи тоа, дека сметате дека би било потврдење. Ние се бориме за победа на локалните избори. Дали тоа ќе се случи или не, тоа ќе кажат граѓаните на 19 октомври. Што сакаме да покажеме? Сакаме да покажеме честна борба, добри кандидати, искрени политики, искрена верба во политиките во следниот период, и тоа е тоа што мислам дека конечно граѓаните сака да го видат. Добро, тука некаде завршувам мојот концепт за ова интервју. На крајот има уште неколку прашања. Стигнаа доста на нашиот Facebook профил, може да ги погледнете таму. Ние издвоивме неколку кои би ги поставил во оваа прилика, кои сметавме дека се релевантни. Еве првото е Никола Георгиев, вика на парламентарните избори анкетите на ВМРО беа точни, па би рекол и наклонети кон СДСМ, бидејќи предвидува некој пратеник повеќе за нив. Што правиме доколку се испостави дека и тврдењата на Мицковски дека СДСМ ќе освојат не повеќе од 5-6 градоначалници се точни, дали ќе има одговорност во СДСМ? Па добро, јас одговорив мислам со претходните тези, ги развивме неколку теми во овој контекст допревме, така да мислам дека но што доколку се покаже дека анкетите се точни, вие велите дека тоа се политички манипулации. Добро, ајде да видиме како ќе биде. Што доколку се покаже дека се точни? Ајде да видиме како ќе биде на 19 октомври, па после тоа ќе правиме анализи. Добро. Дејан Трајковски прашува зошто сте толку млаки како опозиција. Не знам што подразбира под ова млаки, но очигледно некои луѓе имаат впечаток дека сте млаки. Не би рекол и не знам што подразбира гледачот со тоа прашање, дали сака да види став и начин на комуникација како ВМРО ДПМН, не знам. Меѓутоа мислам дека објективен пристап, разумна аргументација, аргументирана критика, предлог политики кои што се за доброто на граѓаните и државата е нешто што на краток, среден или долг рок дава резултати. Добро, може велам сака да ви видат можеби на протести некакви, ВМРО ДПМН 7 години помина на улиците, СДСМ не направи ниту еден протест. Па добро, гледате, знаете како после таков пораз како што беше лани, потребно е време да се консолидира партијата, да се врати членството, да се дополнително охрабри, а протест како протест секогаш сме спремни да организираме, има и енергија
кај нашите луѓе, доколку оцениме дека е потребно, секако дека ќе ги искористиме сите демократски инструменти. Добро, третото прашање е од Никола. Дали актуелното раководство на СДСМ ќе се огради од претходните политики и одлуки на раководствата на Заев и Ковачевски и ќе се извини на македонскиот народ за донесените решенија на меѓународен план за време на нивното управување со државата? Тоа не знам сега на кој мисли. Па веројатно и на Преспанскиот договор, и на договорот со Бугарија, и на францускиот предлог. Еве и Мицковски на еден од митинзите ве повика да кажете што мислите вие за владењето на Заев и за него, дали направил нешто добро за Македонија? Добро, прво, кога се зборува за Преспанскиот договор, кој што еве сега премиерот го поддржува, смета дека е ремек дело на дипломатијата. Така кажа последно. Добро, тоа беше со иронија беше. Па не би рекол дека е со иронија, па еве не го укинува договорот. Значи, он ги има сите механизми да го укине, значи дека го почитува. Поентата му беше ако толку го фалите дека е добар, тогаш да ги искористиме искористиме тие. Ова е многу битно прашање во контекст на тоа како е стигнато до тоа мислење. Преспанскиот договор решава децениско прашање во држава. И да, не знам која возраст е гледачот кој што прашува, еве да го освежиме сеќавањето на добар дел од луѓето или младите да ги едуцираме, пошто има луѓе кои што се родени после, а веќе се гласачи во тој контекст, млади. Луѓе после 2000 година, после независноста на Македонија, првиот документ со кој што ние сме соочени е Лисабонската декларација, во која што Европската економска заедница тогаш кажува дека Република Македонија не sme да биде призната од ниту една меѓународна институција со име кое што го содржи името Македонија. 91 година. Тоа веднаш беше коригирано. Не е веднаш, не Гоце, тоа е еволуција. На следниот самит беше во Единбург, мислам дека беше веќе коригирано. Точно, во Единбург се вклучува Даглас Херт во владата на Џон Мејџор и ние со таа британска помош влегуваме во Обединети нации. Со референца, но не, ама знаете како, ако влезе при ВОЕУ и ако почнеме преговори, веројатно луѓето ќе мислеат дека таа цена што се плати со Преспанскиот договор немаше да биде толку голема. Сега јас се слушам дека сме имале разочарување. Апсолутно. И затоа ние сега наоѓаме начин кој што би постигнале консензус сите заедно да го направиме процесот. Али не мислите дека е грешка и Преспанскиот договор и договорот со Значи таму пишува како се смета Преспанскиот договор предоста. На што е предоста? Тоа е решение за времената спогодба која што направена у 95-та година помеѓу нас и Грција со интензивна работа на тогаш свежо вклучената во целокупниот процес американска дипломатија, нашиот стратешки партнер, во нов председател 94-та Бил Клинтон и булдожер дипломатијата на Ричард Холбрук и Кристофер Хил. И така е постигната спогодбата 95-та и укинато ембаргото на Македонија од страна на Грција, кога границата е практично целосно затворена. Па ако е тоа постар некој гледач, веројатно се сеќава како се живеело во 90-тите години. Добро, се. Па после дали вие сметате дека треба да се оградите од тие решенија и политики на Заев во однос на меѓународните прашања или нема потреба за тоа? Ние као граѓани сме имале многу разочарувања во изминатите 3 децении. Некои работи имаат еволуција. И тоа не е туку така паднато од небо. Понатаму да ја потсетам, 2008 година предлогот бил Република Македонија Скопје. Тој предлог циркулира уште од време на британците кои што вие ги спомнавте. У владите на Бранко Црвенковски, 92 година. И сега има едно решение кое што е прифатливо за сите, ерго омнес, и ние влегуваме во меѓународните институции. Што било алтернативата и што ќе се случувало ако немало такво решение, еве видено е претходно. Така да, тоа е концептот на кога се зборува за Преспанскиот договор. Значи вие стоите и за Преспанскиот договор, и за францускиот предлог, и за договорот со Бугарија. Исто како и премиерот Мицковски. Добро. Ќе го слушнеме неговиот став следниот четврток. Ви благодарам за овој интервју, господин. Благодарам. И ви посакувам успех на изборите. Се разбира, ќе имаме прилика потоа да се видиме повторно. Почитувани гледачи, тоа беше Венко Филипче, лидерот на СДСМ. Како што веќе споменав, следниот четврток го очекуваме и премиерот Христијан Мицковски. Довидување.